Добро утро од центарот на Скопје. Се наоѓам строго во центарот, како што кажав, на раскрсницата за сите да знаат, кај Црвен крст. 7 часот и 30, скоро 30 минути, веќе се забележува препознатливиот скопски метеж. Ние, како што знаеме да го кажуваме, хаос во сообраќајот. Интензивно, веројатно, веќе сите се излезени на своите дестинации кон работните места. Во соработка со Министерството за внатрешни работи, МТВ денеска на терен ќе разговараме со инспекторот Игор Спирковски за она што навистина секојдневно ни се случува. И веднаш, добро утро, како сте? Добро утро, одлично ви благодарам. Поздрав до гледачите на Македонската радио телевизија. Постојано секојдневно во нашата утринска програма информираме за состојбата во градот и постојано некако констатираме дека има голем сообраќаен метеж. Сите учесници причинуваат да биде таква состојбата. Дали, еве ние некако читајќи новинарите и според вашите билтени, дневни, неделни, најголеми прекршители за сообраќајни незгоди се возачите кои што возат со недозволена брзина. Токму така, значи прекршители на сообраќајните правила и прописи се сите учесници кои се дел од сообраќајот, независно дали се тоа пешаци, дали се луѓе кои управуваат возачи побрзо од дозволеното, дали поминуваат на затворен семафор, под дејство на алкохол и, како што споменав, како и пешаците. Значи сите сме дел, свесно или несвесно, сме прекршители на сообраќајните правила и прописи. Така. Во она што го констатирате, верувам дека секогаш исто зборуваме дека не треба да се управува моторно возило под дејство на алкохол, па имаме појава во последниот период каде што навистина голем број учесници во сообраќајот и без возачка дозвола. Така, значи има. За жал има се уште возачи кои управуваат под дејство на алкохол. Меѓутоа, ние како одделение за безбедност и патниот сообраќај, односно и како МВР, зачестено имаме контроли, акцијски контроли во областа на сообраќајот во поглед на откривање прекршители кои управуваат под дејство на алкохол. И според последните статистики што ги имаме, најголем број на причини за сторување на сообраќајни незгоди се по брзото возење, управување под дејство на алкохол, недавање првенство, како и поминување на затворен семафор, односно црвено светло. Тоа некако можеме да констатираме, постои нервоза или нетрпеливост кај сите и кај пешаците сакаат да поминат, да не е пешачки премин. За возачите ве споменавте, ако е од жолто скоро црвено да се помине, наутро брзаме, односно брзаме во текот на целиот. Така, сите за некаде се брзаме, меѓутоа треба малце и само иницијативност и свесност да имаме кај граѓаните, да ги подобриме, да внимаваме на правилата и прописите во сообраќајот, затоа што на градот на денот сите тоа едноставно не значи. Што покажуваат вашите сондажи? Се зголемуваат сообраќајните незгоди? Па нормално, во зависност, свесни сме дека последниот период сообраќајот во држава, односно во моторните возила се во зголемен број. Имаме, мислам, процентуално зголеменост на сообраќајни незгоди, меѓутоа тоа е што работиме на подобрување на истото. Секогаш некако во сите статистики пешаците се најранлива категорија, а се директно учесници во сообраќајот. Во последно време гледаме дека и кај нив стасуваат глоби, казни, навистина иде напил и до пешаците, затоа што не секогаш е виновен возачот на моторното возило. Така, значи свесни сме и гледаме во градот дека има голем број на пешаци кои не се придржуваат кон правилата и прописите во сообраќајот, поминуваат вон пешачки премин, поминуваат на црвено светло, така да е еден апел до сите граѓани на Република Македонија да внимаваат на правилата и прописите во сообраќајот. Така. Мотоциклистите уште повеќе некако ние како возачи сме заинтересирани за управувачите на електричните тротинети.
некако не можеме да ги забележиме во сообраќајот. Дали причинуваат и тие во последниве години поголеми сообраќајни? Така, па и самите страдаат, нели? Да. Знаеме дека последниве неколку години хит на младите и воопшто на сите граѓани се електричните тротинети и гледаме зачестено во делот на сообраќајот. И за жал истите не знаеме дали недоволна едукативност, не се придржуваат кон правилата и прописите. Кои се нивните правила? Нивните правила и прописи, значи доколку имаме велосипедска патека, задолжително мора да го управуваат тротинетот по велосипедска патека. Онаму каде што немаме велосипедска патека, треба да управуваат по пешачка зона, односно каде што се движат пешаците. Меѓутоа имаме таму ограничувања во брзината. Меѓутоа ги гледаме многу често, еве јас сега додека зборувам со вас, наоколу ги има и се на коловоз. Да, значи како што кажав, недоволна едукативност. Казниво е тоа за нив? Казниво е, да. Значи казната за електричните тротинети почнува од 10 евра, па се до 120 евра се глобите за управувачите на електрични тротинети. Возачите, и претходно зборувавме, најчесто некако неконцентрираност додека се вози е зборување на мобилен телефон. За сигурносни појаси мислам дека некако полека се навикнавме, долги години и веќе е влезано во правилата и прописите. Меѓутоа со мобилните телефони мислам дека е хаотична состојбата. Проблем е, значи во голема процентуалност имаме користење на мобилни телефони. Гледате, дури сме тука, можеме да забележиме дека околу поголем дел од возачите користат мобилни телефони додека чекаат на семафор и општо додека управуваат. Проблем е, значи голем причинител за сообраќајни незгоди е токму тој прекршок, користењето на мобилен телефон, со тоа што го одзема вниманието додека управуваме со моторното возило. Меѓутоа, мислам дека со активирање на камерите од наредната година која ќе почне во функција, тој прекршок ќе се намали и дека ќе се санкционираат се повеќе возачи кои го прекршуваат законот. Така, почнуваат матурските веселби, секогаш имате кампања и ви Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата заеднички правите кампањи и ние преку нашите медиуми сакаме да апелираме да биде се безбедно и да поминат и да ги паметат матурските. Еден апел од ваша страна. Така, токму така како што кажавте, Министерството за внатрешни работи, одделот за превенција, секоја година во овој период имаат активности во средните школи за едукација, односно едуцирање на матурантите во однос на управување со моторно возило за време на матурската вечер. Апел до матурантите, значи матурата е прослава, не дозволувајте една грешка во животот да стане фатална, затоа што животот е пред вас. Да, таа матурска вечер треба се памети за цел живот. Глобите веќе ги знаем, има промена, исти се? Значи исти се, последниве 3-4 години, значи пред 3-4 години имавме измена на законот, односно дел од глобите се намалија, така да последниот период се глобите. Која е највисока, тај најмалата? Значи највисоката казна е 500 евра, а најмалата е 10 евра. Што значи 500 евра, како прекршок? Значи прекршок кога управувате моторно возило со измината важноста сообраќајна дозвола над 30 дена. Така. Ви благодарам за одвоеното време и за учеството во утринската програма на македонската телевизија. Навистина ќе бидеме во контакт со единствена цел да помогнеме на сите нас, бидејќи сообраќајот е број 1, барем во градот Скопје. Ви благодарам на поканата.